Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Состојбата со бостанот во Струмичко е катастрофална. Ниски откупни цени. Бостанџиите бараат интервенција од државата за родот да не скапува на нивите. На оваа тема работеше колешката Сузана Мицева. Струмичкиот бостан се продава за џабе. Тажна е гледката на пазарот на Големово Колешино. Производството оди скоро без пари, од денари половина до 2 денари за килограм лубеница. Приколка со 4 тони бостан трговците ја купуваат за 5 до 8.000 денари. Земјоделците велат дека нема никаква логика производството на бостан. Може да искараме за ѓубрето. Ѓубрето 1500 денара 25 кила. Најдом од 200 денара килото. Нафта нема за едното, не за нас. Моментално никако. Слаб откуп, тука слаба цена. Најлон препарата, ѓубрина беа многу скапи оваа година. Ништо. А родот? Родот добар? Родот не е добар, бидејќи ладно, топло и се утича на такото. Има многу ниска цена на бустан, а репроматеријалите се 10 пати повеќе. И никој не дојдел да не види што прави тај народ тук. Дали ќе има оваа година да преживева. Значи, 1 килограм бустан е 1,5 динар. Дали това за некој сватливо или не знаеме. Ама во Македонија, у пазарто, па тие луѓе што купуваат од тук и препродават, па ги продават по високи цени, по 10-15 динари. Ама тука взимат динар, динар и пол. Значи, со таа цена, тај народ тука не знам как ќе биде оваа година. Најголеми површини под бостан во Струмичко се токму во општина Новосело. Таму во Колешино е и пазарот на големо, но неколкугодишните последователни лоши откупни сезони ја намалуваат желбата за одгледување на оваа култура. Јас имам двојца работници фатано, еден е 600 и другиот 1200. Значи ја од банец што идат тие, дават 4000 денара за бостан цел 4 тона. И фактички јас имам нула. Сега за да разтоварам треба 500 динара да дам, значи јас имам 1700 динара само разтоварни товарни. И како дај за 4 шек ти дадат на тебе, ништо. Не бива. Колку имате бостан засадено? 12 декара са диктали. Ама 100 нивата. Годинава производителите имаа и големи штети од невремето со град што пред 1 месец го зафати овој регион. Градот уништи голем дел од производството стасано за зреење, а влијаеше и на квалитетот на родот. Државата мора да интервенира во откупот со бостанот, велат струмичките бостанџии кои со денови доаѓаат на пазарот на Големово Колешино, но не можат да најдат купувачи за родот. Производителите велат дека во прашање се илјадници тони лубеници кои се во нивите, а цената е под 2 денари за килограм. Дали ќе има оваа година да преживева. Значи, 1 килограм бустан е 1,5 динар. Дали това за некој сватливо или не знаеме. Ама во Македонија, у пазарто, па тие луѓе што купуваат од тук и препродават, па ги продават по високи цени, по 10-15 динари. Ама тука взимат динар, динар и пол. Значи, со таа цена, тај народ тука не знам как ќе биде оваа година. Колку откупни центри има? Абе, што има? Тука во селото има еден откупен. Значи, во секој сел има по еден откупен центар. Ама нема на каде да го пуштат бустан. Значи, има секаде излезно рово. И они не скрени, ние не бараме вина у них. Ама владата може ипак да интервенира, да се најде некое решение, да се пушти некоја помош, да кажем, там дека имало војна, там дека имало сиромаштија, да пушти некоја интервенција, тај бустан да не оде по 15 динара на килограм, нели?
да оде по некоја пониска цена, а и на тај народ тука да се даде нешто. Целосна загуба бележат земјоделците од Подбеласичкиот крај кои на големи површини одгледуваат бостан. Велат дека годинава не вреди ниту да се бере бостанот, бидејќи цената не ги покрива трошоците за наем на работници и транспорт. Аз имам двојца работници фатано, еден е 600 и други е 1200. Значи ја од Банец што идат тие, дават 4000 денара за бостанот цел 4 тона. И фактички јас имам нула. Сега за да разтоварам треба 500 динара да дам, значи јас имам 1700 динара само разтоварни товарни. И како дај за 4 шек ти дадат на теб, ништо. Не бива. Колку имате бостан засадено? 12 декара са диктали. Ама 100 униват. Ник не може да се оправи. Значи не бива. Откупот на бостанот почна кон крајот на јули и за неколку дена згасна. Во отсуство на украинскиот пазар остануваат само пласманите во околните земји, но тамошното производство е се поголемо и стасува истовремено со македонското, па нема кој знае колкав простор за извоз на македонскиот бостан. Стопанската комора на Македонија ќе почне со издавање на сертификациони марки за бренд и за традиционален македонски производ. Овие марки треба да им помогнат на македонските производи да бидат поконкурентни на домашниот, но и светските пазари и да имаат гаранција за квалитет. Денес, на само неколку дена пред одбележувањето на 100 години коморско организирање во нашата држава, ги представуваме сертификатните марки македонски екстра квалитет и традиционален македонски квалитет, кои што Стопанската комора на Северна Македонија ги воспоставува исклучиво на барање на компаниите членки. Има на комората со особено внимание во континуитет ги следи потребите на компаниите членки, тргнувајќи од нивните барања и потреби, а имајќи в предвид нашата улога и улогата на коморите воопшто во градењето на економските политики во една национална економија, со незините иницијативи, ставови, експертизи, потврди и мислења, се широко респектирани институции од сите чинители во една национална економија. Согласно ова е проценето дека издавањето и отпочнувањето на воспоставувањето на една ваква сертификатна марка ќе има значително влијание и голем придонес во промоцијата и додадената вредност на македонските производи и услуги на странските пазари, но меѓутоа и на домашниот пазар. Воспоставувајќи ги овие сертификатни марки, а имајќи го в предвид еве и ликот на овој флаер кој што има форма на куќа или на дом, упатуваме на две пораки кои што произлегува од нашата институција. Стопанската комора, како куќа на бизнисот, стара 1 век, е во функција на својата задача, цели и визија и воспоставувајќи ги овие две сертификатни марки, дава директна поддршка на производителите на домашни производи и услуги, давајќи и гарантирајќи домашно потекло и квалитет. Второ, со воспоставувањето на двете сертификатни марки се дава придонес во одржувањето и зголемувањето на домашното производство, односно на нашиот дом, создавајќи посебен идентитет на македонските производи и услуги, на странските пазари, но и на домашниот пазар. Целта со воспоставувањето на овие сертификатни марки е промоција на македонските производи и услуги, промоција на македонските компании, поддршка во зголемување на нивната конкурентност, на нивната профитабилност, но исто така и промоција на нашата држава во странство, поттикнување на развојот на домашното производство, развојот на неговиот квалитет, креативност и иновативност. Во постапката на издавање на овие сертификатни марки се вклучени транспарентни и на експертска основа поставени критериуми во доделувањето на нивното право за користење, но постојат и строго утврдени правила и процедури, а во процесот на проверка се вклучени експерти од различни области, како што се од областа на квалитетот, од областа на потеклото, дизајнот, маркетингот, од областа на исполнување на одредени стандарди. Како се користи оваа сертификатна марка?
Значи може да се користи исклучиво за производот или услугата за кого е наменет или за кого е издадено правото за користење. Таа може да се аплицира на самата амбалажа, може да се користи на веб страната на компанијата за производот или услугата за која што е издадена, на разни промотивни материјали. Истата ќе има сертификатна марка покрај издадената колор форма, ќе има и во црно-бела варијанта за да одговара на сите видови на амбалажи кај производителите. Но меѓутоа истата преку ќе има и поседува и QR код кој што ќе води директно на веб страната на Стопанската комора на Македонија како издавач, каде што би се проверила валидноста на и важноста на овој сертификат. Ќе има посебен линк кој што ќе води до каталог на производи од GS1 Македонија кој што го регистрира како издавач на глобалниот трговски број, баркодот, каде што ќе може да се проверат карактеристиките на производот. Кој може да стане носител на оваа сертификатна марка, значи може да биде само производ или услуга кој што има висок квалитет и е произведен во Република Северна Македонија и низ постапка на документирани и релевантни податоци ќе бидат проверени неопходните предуслови и својства. Производот, односно услугата, мора да има доминантно учество на македонски труд и материјали од најмалку 60%. Производот треба да се карактеризира со добра функционалност, употребливост, современ дизајн, издржливост, да биде изработен од материјали со екстра квалитет. На пазарот треба да е присутен најмалку 1 година, а додека станува збор за производи за баратели кои што бараат да се аплицира за традиционален македонски квалитет сертификатна марка, потребен е производот да се произведе според традиционална рецептура или традиционална постапка на производство. Како што напоменав, сертификацијата е отпочната на барање на компаниите, пред се на извозните компании, и они точно знаат да ја препознаат важноста на значењето на оваа сертификатна марка и што значи таа. Односно, истата дава поддршка на нивниот основен бренд, на производот или услугата, во однос на квалитетот, потеклото и традицијата, го разликува од конкуренцијата, потоа влие на изборот кај купувачите или лојалноста кај купувачите, ја зголемува конкурентноста и додадената вредност и привлекува внимание на производот и услугата. Ние ќе продолжиме да ги следиме потребите на компаниите и да бидеме во нивна функција, посебно во овие исклучителни тешки услови на стопанисување, бидејќи единствени се тие кои што ја создаваат додадената вредност во една економија и без економија не можеме да одиме напред. На крај очекуваме во овој процес да се вклучат и големите трговски ланци, да дадат соодветна поддршка во делот на промоцијата на овие производи кои што ќе ја поседуваат оваа сертификатна марка, но и ги повикуваме да се вклучат заедно со нас и да препознаат важноста и значење. Јас ако имате некои дополнителни прашања, ви стојам на располагање. Очекуваме овој проект и овие сертификатни марки да бидат навистина во функција на своето воспоставување и комората преку сите своји мрежување и така натаму ќе овозможи промоција на нашите производи и присуство на оваа сертификатна марка да биде препознаен и на странските пазари. Односно, целта и идејата е нивна препознатливост пред се на странските пазари. Во земјоделската емисија, како што знаете, простор одвојуваме за стручните совети кои што за вас ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Почитувани гледачи, иако е летен период на високи температури, но ова е период каде што за земјоделските производители, без разлика од кој вид станува, дали лозари, овоштари, градинари, полјоделци, нема одмор. Период каде што е во полнек целокупното земјоделско производство и затоа би сакал да проговорам нешто за некои специфични ѓубрива од први ќе почнеме од ѓубривата Кала, Спринт и Сулфамино, односно сулфацидот, од компанијата Falcon Струмица, компанија позната по тоа што е една од врвните компании
не само во овој југоисточен дел, него и низ целава држава. Кала Спринт се карактеризира што е во својот состав пред се е ѓубриво, минерално ѓубриво, содржи азот, фосфор и калиум и микроелементи, но една од најголемите специфичности е тоа што содржи специјални додатоци кои што ги стимулират разложувањето на овие азотни, фосфорни и калиумни компоненти. Кала Спринтот, пример, содржи 21% калиум, кој што е сега добро дојдено пример кај што нема систем капка по капка, кај сите култури кај што почнува вегетацијата во повеќе вегетација на фазата на берба на плодовите, потоа каде што има проблеми во однос на пеха на почеток, кај што е многу висока пеха, и значи во исто време врши прихрана на растенијата со да речеме со азот, фосфор, калиум и микроелементи, почнувајќи од бор, магнезиум и така натаму, но исто така врши испуштање, значи пеха коректор на високата пеха. Доза на употреба обично се движи околу 25 до 30 кг на декар. Спомнав кај што нема систем капка по капка, но и кај што има систем капка по капка, може слободно да се употреби во близината на капалките, на цревото за капалките, се става Кала Спринтот, рековме таа доза и благодарение на Кала Спринтот во исто време се хранат растенијата, но и доаѓа до спуштањето на пеха. Како пеха коректори, рековме, се јават во грануларна форма и сулфамидот, а во течна сулфацидот. Кај сулфацидот да ве подсетам само дека доза на употреба е 1 литар на декар, преку систем капка по капка, течност без проблеми може да се употреби сулфацидот, но и сулфамидот на исти начин како и Кала Спринт. Ако има поголема пеха, може да се направи еден вид комбинација, еднаш Кала Спринт, потоа сулфамид или сулфацид и така натаму. Спомнав нешто да во однос на појавата на болести, штетници по културите, би сакал да проговорам нешто за два препарата, два што вршат заштита, тоа е Тутафорт Б и Матринал Б. Карактеристично за овие препарата е тоа што заеднички одат во комбинација, се од фирмата Агроглобал Скопје, шпанска компанија врвна за производство на овој тип на еколошки препарати, кои што се декларират како ѓубрива, но исто време и како биофунгициди, биоинсектициди, затоа што немат токсичност, немат каренца, во секоја фаза на развиток на се употребата, особено се популарни пред самата берба, за време на целокупната берба, ради се рековме, ќе повторам уште еднаш, не постојат каренца на овој тип. Значи, дали ќе Матринал Бел, Тутафорт, Дрекар или било кој од компанијата увозник Агроглобал, шпанска компанија што ги произведе, но од македонската е Агроглобал Скопје, рековме се препорачливи да се употребува. Доза употреба обично се движат 30 мл во 10 литра вода со добро нанесување. Создават карактеристично е тоа што создават едни неповолни услови за развитокот пред се на болестите, но исто така неповолни услови и за развојот на голем број на инсекти кои што ги напаѓат. Па пример Тутафорт е неповолни услови за развојот на Тута абсолута, потоа Матринал Б, па со комбинација со Тутафортот исто за пример белокрилката, одредени соеви на или видови на лисни вошки, така натаму и така натаму. Иначе, кога зборуваме, би сакал нешто да кажам и за Агроуник, за ѓубривата на Агроуник, би спомнал нешто за Energy Aqua со микроелемент. Energy Aqua со микроелемент е руско производство, но увозник преку Агроуник Србија за Македонија, Агроуник Македонија. Карактеристично за Energy Aqua со микроелементи за ова ѓубриво, течно ѓубриво, е тоа што во својот состав доминират хумусните и фулвокиселини, но исто така има додаток од микроелементи, сите потребни микроелементи, почнувајќи од железо, манган, цинк, бор и така натаму, па и до другите потребни киселини, аминокиселини, млечни киселини, силициуми киселини, значи сите органски и неоргански киселини. Може да се употребува и во систем капка по капка, но најдобро и најдобри резултати е фолиарно сопрскање. Значи може да се, што е многу важно, да се употребува и заедно со бакарните фунгициди, односно
бактериоциди, затоа што и бакарните препарати имат и бактерицидно дејство. Дозана употреба, иако пишува 5 мл, според наши искуства, недобри резултати дава во колку одат 7 мл во 10 литра вода, рекоме, во интегралната, заедно со употребата на фунгициди и инсектициди, може слободно се и задолжителни треба да се употреби енерген аква со микроелементи. И за крај на оваа емисија да погледнеме што интересно се случува надвор од Македонија, а поврзано со примена на современи земјоделски технологии.
Почитувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо. Благодарност за вниманието. Се гледаме со нови содржини следната недела. Пријатно!